No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Добро да се повтор на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска ќе поминеме низ некои графикони и да видиме што се случува со цената на биткоин, бидејќи верувало и не, оние нивоа кои што ги очекуваме веќе ги добивме и што имаме да очекуваме понатаму ќе видиме денеска. И доколку го споредиме овој графикон со златото, повторно ќе видиме дека имаме совршена структура на овие бранови кои што ја допира оваа зона. Имаме повторен допир и веќе почнуваме да се одбиваме малку од оваа зона. Верувам дека ќе имаме некое поголемо движење за биткоин, а имаме некои и други булиш сценарија. Колку пати биткоин бил прогласен за мртов, погледнете го само. Ова се сите постои каде што биткоин бил прогласен за мртов и тоа што се случувало во bear маркети. Дали ќе имаме повторно намалување тука на цената уште малку, како што кажав, до 70.000, па ќе добиеме уште мало придвижување нагоре, потоа повторно придвижување надоле и овој циклус да биде само на некој начин консолидација пред она што се случува, ќе видиме и ќе дознаеме подоцна оно што всушност се случува, можеби е и ова, но искрено се додека не го формираме day cycle low, не можам да го потврдам ова, затоа што не смеете да бидете бериш во day cycle low. Тоа се нивоата, односно деновите кои што цената би требало да се движи повеќе нагоре во следните неколку недели, од 10 до 15 недели, така да ќе погледаме подоцна на графиконот во живот. Што се случува доколку погледаме Google, погледнете. Имаше одлично движење кое што верувам дека никој не го предвидела и таа V-shape форма. Дали ќе го видиме истото за биткоин при формирање на ова day cycle low, приближување и подоцна да видиме поголема корекција која што ќе го допре ова ниво, можеби ќе видиме, но имаме голем број на сценарија во игра затоа што ние го следиме пазарот дневно и тука сите мислења може да се променат. Дури во едно видео, бидејќи имаме, како што имаме и настани, имаме и друг вид на графикони кои следиме, така да сето тоа кога ќе се склопи, можеме да направиме промена на планот, бидејќи ова е жив пазар и се случува на дневно ниво, па така и ние постираме видео на дневно ниво за да бидеме апдейтирани на пазарот секојдневно. И љубителите на алткоин сезоната веројатно може да направат некакво си очекување дека ќе имаме повторно движење на цените нагоре, бидејќи Магди само што помина во зелено и тоа на месечно ниво, кој што е многу јак сигнал. Погледнете што правеле алткоините кога на месечно ниво сме се свртеле кон зелените бројки. Тоа е движењето што сме го имале и претходно, кое што и очекувам можеби да го видиме. И ова година може да биде многу турбулентна и да се случуваат некои непредвидени работи, така да ќе оставиме да видиме. И овој индикатор ни покажува дека само што сме го поминале ова ниво тука и сме го имале она параболично движење тука, како што го имавме за златото. Тоа ќе дојде, но кога едноставно не можеме да знаеме, а ќе дознаеме со тоа што ќе го следиме пазарот на дневно ниво. И зошто имаме пад денеска? Тоа е поради веројатно оваа вест, затоа што нормално е на ваквите вести да имаме пад на цената, бидејќи голем број на луѓе акумулираат, се ликвидираат позиции, имаме огромна волатилност и нормално е да имаме одредени корекции на мал таймфрейм. Немавме некое огромно поместување, доколку погледнеме во движењето на биткоин, но секогаш имаме лоши вести во day cycle low, како што ги имавме, а сега погледнете, имаме нешто што би можело многу позитивно да се одрази на биткоин.
и оно што го гледавме претходно, погледнете, што очекуваме, кога очекуваме од кој сезона кога PMI индексот ќе отиде над 50, а тоа всушност го имаме, дали тоа ќе биде носителот на овој пазар повторно, да погледнеме. Прво ќе погледнеме биткоин, моментално што се случува со цената. Погледнете, цената повторно пробива и се враќа затоа што имаме огромен број на леверидж позиции и оно што го очекуваме во претходните видеа на овој канал, кој го добиваме, еве таа зона веќе е допрена и треба да видиме што всушност се случува затоа што овие индикатори веќе се ресетирани. Мислам дека најмалку би требало да се приближиме повторно од ова десакало, кога ќе го формираме, да имаме околу 10 до 15 недели каде што цената ќе добие свој left translated cycle, а тоа значи доколку ги следите циклусите, доколку, например, ставиме тука уште еден циклус, значи дека ќе биде на левата страна од циклусите и тоа е всушност бериш и би очекувале подоцна повторно пад на цената, но и доколку имаме пад, таа зона, погледнете каде. Таа зона каде што очекуваме да заврши, можеби, така наречениот bear market, е всушност оваа зона од 50 до 60.000, но сето тоа ќе мора да го видиме. Сега за сега немаме никакво подобрување на цената, затоа што сме во формирање на DSK low моментално, и доколку тоа е планот, треба да видиме во следните неколку денови движење на оваа цена нагоре и да видиме каде ќе заврши во првата тренд линија, а подоцна и во втората, за да можеме да дадеме некое објективно мислено. Без разлика на се, ова е веќе failed day cycle, кое што е алармантно. Ова всушност е failed weekly cycle, што би, погледнете, претходниот weekly cycle, моментално имаме пробивање на ова дно, што значи дека ќе се придвижиме, да ги ликвидираме повторно позиции, ќе се вратиме и повторно да се вратиме надолу, затоа што овие чеми се многу обожавани од институциите, доколку не добиеме некој супер cycle, како што сите го најавуваат тоа. Како што казам, не можеме да знаеме многу детали, бидејќи пазарот го следиме на дневно ниво. Доколку го стави на месечно ниво, исто така, месечното ниво ни кажува дека веќе сме во bear market, во run bear market, и тоа уште од октомври. Затоа што погледнете го MACD, имаме црвен MACD уште во ноември, и тоа на месечно ниво. Месечното ниво е многу значено. Доколку го гледаме ова, сме во bear market. Доколку гледаме на day cycle, моментално сме во зоната каде што би требало да се придвижиме нагоре во следните денови, а не месеци. Што значи дека многу е битно да обрнете внимание на временскиот период, затоа што ништо не е исто на дневен период каде што имаме огромни турбуленции, додека пак на месечно ниво каде што имаме многу поголема слика на поголем временски период. И сега да ја погледнеме USDT доминацијата, како што многу пати сме кажале, и погледнете сега ова тренд линија тука, доколку ја поставиме, и одамна знаевме дека со пробивање на оваа тренд линија USDT доминацијата продолжува нагоре, а каде ќе заврши едноставно не може да се знае. Оно што го очекуваме е малку да се коригира, да го добиеме тоа можеби движење на биткоин во тоа DSK low, кое што ќе достигне можеби, не знам, 100.000, 110.000, за подоцна повторно да се придвижиме нагоре и да го формираме тоа макродно кое што го очекуваме одамна за биткоин. Доколку се вратиме на графиконот за биткоин повторно, сите индикатори се ресетирани. Погледнете, RSI моментално е на 20-22 поени тука, што значи дека кај да е би требало да се придвижиме нагоре, каде што веќе почнавме да се одбиваме. Погледнете, на 4
сати, доколку погледнеме, ова е знак дека треба да добиеме некој си пресврт во овој тренд. А дали тоа ќе се случи, едноставно треба да дознаеме со времето. Погледнете сега, S&P 500, погледнете. Формирање на day cycle low, веројатно ова е второто day cycle low и цената моментално не пробила испод ова ниво, што значи дека може да прави варијации и да биде во странична положба тука за повторно продолжи нагоре. Или пак да направиме оној врв каде што сите полека ќе излегуваат вака. А оно што го очекуваме и на макро ниво, значи дека можеме ова да го добиеме на многу помал временски период, доколку погледнеме Елиот и циклусите заедно, со добивање на овој врв тука, повторно се придвижуваме нагоре, правиме некоја си консолидација, мал Б бран, мал С бран, повторно ликвидирање на позициите и оно што го очекуваме е движење на цената во left translated cycle од 4 години на макро ниво, каде што ова е всушност петиот циклус, каде што треба да се ресетира подоцна сентиментот, а сентиментот се враќа на четвртиот бран од претходните бранови. Доколку сте ги гледале овие бранови за Елиот, сигурно знаете зашто зборувам, доколку не, слободно погледнете ги, тие се на каналот и се тотално бесплатни. Тоа значи дека би можеле да очекуваме и некој си run bull market, кој што не мора да го чекаме до ноември, но сега за сега остануваат тие проекции, бидејќи немаме никакво движење на цената и погледнете, главната тренд линија би требало да биде всушност ова, погледнете, со пробивање на оваа тренд линија би можеле да го завршим овој огромен тренд кој што веќе го имаме од октомври, тука конкретно септември, почетокот на октомври. И доколку го изгубиме и ова време тука, ме разбирате ли, тоа е нашиот bear market. Доколку добиеме движење повторно нагоре, како што кажем на 100.000 и тука повторно да го пробиеме ова дно. Замислете го сентиментот со пробиење на ова дно повторно, доколку го формираме тука. Објаснив, ќе се вратиме на овој графикон, објаснив за овој сентимент тука, што се случува моментално. Значи, во претходните видеа, многу јасно ви кажав дека кога ќе дојдеме тука, ќе имаме огромен бериш сентимент, затоа што ова е огромно ниво и со пробивање на ова мало ниво, луѓето тука веќе се исплашени. Секој може да добиеме уште мало движење, но не очекувам некое си огромно движење да биде тука. Тоа воопшто не го очекувам и ќе биде нешто што воопшто не сум го очекувал доколку тоа се случи, а не верувам дека тоа е случајот, што значи сега погледнете ги само постовите на мрежата X и се ќе ви биде јасно зошто го правиме ова, затоа што веќе сме го пробиле ова дно, луѓето мислат дека е крајот, но всушност не е, затоа што се наоѓаме во овој day cycle low, кој што, како и да е, би требало да добиеме, може би вакво движење, зошто да не, но цената би требало да се придвижи малку нагоре и добиеме некои позитивни вести. Замислете какво е сега ова ресетирање на овој сентимент. Така да, отприлика тоа е тоа што сака да ви го кажам. Останете ми поздравени, се гледам во следното видео. Чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.